Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во Училница. Јас сум Кристина Харалампиева, наставник по македонски јазик. Овој час е за ученици од 6-то одделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за потеклото и развојот на македонскиот јазик. Ќе се потсетиме што е тоа општење, кои средства можеме да ги употребиме при општењето и кое е најсовршеното средство за општење меѓу луѓето. Ќе научиме од кој јазик потекнува македонскиот јазик и на кое семејство му припаѓа. На овој час ќе знаеме и ќе научиме кој бил првиот литературен стандарден јазик за сите словенски народи, па и за македонците. За работа на час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час. Кога ќе ви поставам некое прашање или кога ќе сакате да напишете некој пример од слайдовите на оваа презентација, стопирајте го видеочасот и запишете го одговорот или примерот во вашите тетрадки. Да се потсетиме. Што мислите дека тоа комуницирање или општење? Верувам дека можете да ми дадете различни одговори, но сите ги имаат нешто заедничко, а тоа е дека под комуницирање се подразбира општење, соопштување или пренесување на некоја информација со помош на знаци. Општење или комуницирање може да има само меѓу луѓето. Луѓето избираат најразлични начини за општење или пренесување на информации. Со движење на очите или устните, со движење на рацете или главата, со изразот на лицето и слично. Значи, постојат различни видови на комуникација. Таа може да биде сигнална, символична, може да биде вербална или говорна, може да биде невербална или неговорна. Еве на пример. Еден пример ќе ви кажам каде што комуникацијата не е со помош на говорот. Звонењето на училишното звонче означува или ни кажува, без да користиме зборови, дека часот започнува или завршува. Меѓутоа, најлесно, најбрзо и најпотполно луѓето можат да комуницираат со помош на јазикот. Дури и кога не се наоѓаат во непосредна близина. Го користиме јазикот за да можеме да комуницираме и на далечина. Историски развој на македонскиот јазик. Според историскиот развиток, македонскиот јазик спаѓа во семејството на словенските јазици. По науката за јазикот, јазиците се групирани во јазични семејства, врз основа на нивното заедничко потекло. Така, словенските јазици водат потекло од еден заеднички прајазик кој се нарекува прасловенски јазик. Значи и нашиот јазик, македонскиот јазик, како еден од словенските јазици, потекнува од овој прасловенски јазик кој што го зборувале старите словени пред раселувањето. Но не сме само таму ние. Значи македонскиот јазик си има и своји блиски, сродни јазици и припаѓа заедно во едно големо јазично семејство на словенски јазици. Потекло и развојот на македонскиот јазик. Македонскиот јазик, како и другите современи словенски јазици, се развил од дијалектите на прословенскиот јазик, односно од јазикот на кој зборувале словените пред нивното раселување. Најстар литературен, книжевен, стандарден, нормиран, со своји правила, со своја азбука, јазик на словените е старословенскиот јазик, врз чија основа браќата Кирил и Методи ги превеле првите црковни книги од грчки на словенски јазик, користејќи ја првата словенска азбука глаголицата. На оваа табела гледате неколку словенски јазици. Македонски јазик, српски и хрватски јазик, чешки јазик, полски јазик и руски јазик.
И во останатиот дел на табелата гледате два збора. Елен и коза. Што забележувате? Забележувате дека овие два збора се пишуваат слично или исто во различни словенски јазици. Тоа е резултат на заедничкото потекло на сите овие различни словенски јазици. Заклучок. Македонскиот јазик има многу заеднички црти со другите словенски јазици, зашто заедно со нив потикнува од прасловенскиот јазик, односно од јазикот на кој зборувале словените пред нивното раселување. Шематски приказ на словенските јазици. Оваа се сите словенски јазици. Ајде да ја разгледаме шемата на која е прикажано од кој јазик се развиле словенските јазици, колку јазични групи се развиле од него и во која група се вбројува нашиот македонски јазик. Значи, гледаме дека првиот јазик е прасловенскиот јазик. Тоа е јазикот кој што го зборувале старите словени пред раселувањето. Од овој прасловенски јазик или од неговите потечно дијалекти се развиле повеќе словенски јазици, но најпрво јазични групи. Значи, постојат три јазични групи. Западнословенската јазична група, јужнословенската јазична група и источнословенската јазична група. Во западнословенската јазична група припаѓаат полскиот јазик, чешкиот јазик, словачкиот јазик, лужичко-српскиот јазик. Во јужнословенската група на јазици се наоѓа нашиот македонскиот јазик, српскиот јазик, хрватскиот јазик, словенечкиот јазик и бугарскиот јазик. И во источнословенската јазична група се рускиот јазик, украинскиот јазик и белорускиот јазик. Значи, заклучуваме дека овие три јазични групи си имаат своји карактеристики, иако потекнуваат од еден прајазик или прасловенскиот јазик. Но, и сите јазици во една јазична група си имаат своји особености. Еве, например, македонскиот јазик, иако има најмногу сличности и белези заеднички со српскиот, хрватскиот, словенечкиот и бугарскиот јазик, сепак тој се одделува како посебен јазик во својата јазична група. Заклучок. Во различни историски, географски, општествени услови, од основата на прасловенскиот јазик се оформиле три поголеми словенски јазични групи. Во секоја група има неколку јазици кои влегле таму според некои заеднички особености. Што треба да запаметиме на овој час? Македонскиот јазик има заеднички особени со другите словенски и јужнословенски јазици и е дел на тоа семејство. Од основата на прасловенскиот јазик биле оформени три јазични групи: западнословенската јазична група, јужнословенската јазична група и источнословенската јазична група. За најстар литературен јазик на словените се смета старословенскиот јазик. Дознај повеќе. Историски, во јужнословенската група јазици припаѓа и старословенскиот јазик. Старословенскиот јазик е оној јазик за сите словенски народи. Значи, за најстар јазик на словените се смета старословенскиот јазик со кој се служеле словените македонци од околината на Солун. И тоа е првиот литературен, стандарден, нормиран или книжевен јазик. Најстарите зачувани текстови, напишани на старословенски јазик, потекнуваат од крајот на 10 век до почетокот на 12 век. Меѓу овие текстови се Асемановото евангелие, Зографското евангелие и Маринското евангелие. На презентацијата во моментот гледате
две фотоснимки од Зографското евангелие и од Асемановото евангелие. Тоа се најстарите зачувани текстови напишани на старословенски јазик со азбуката глаголица која што ја создал Кирил. Ако се задлабочите во снимките, можеби ќе погледнете каква е формата на одредени букви и можеби некои сличности ќе пронајдете со кирилицата. Провери ги своите знаења. Од кој јазик потекнува македонскиот јазик, на кое семејство му припаѓа и во која поточно јазична група се вбројува? Ако внимателно ме слушавте и ако учествувавте во овој час, лесно ќе одговорите на ова прашање. Македонскиот јазик потекнува од прасловенскиот јазик, му припаѓа на семејството на словенски јазици и поточно се вбројува во јужнословенската група на јазици. Внимателно и активно. Продолжуваме понатаму. Кој бил првиот литературен стандарден јазик за сите словенски народи, па и за македонците? Значи сега првиот литературен стандарден јазик. Го спомнавме на неколку места и верувам дека го знаете одговорот. Првиот литературен стандарден јазик за сите словенски народи, па и за македонците, бил старословенскиот јазик. Кои се најстарите зачувани текстови напишани на старословенски јазик? Можеби малку, по шесто деление за паметење е тешко, изговорот на овие евангелија, ама ќе се потрудите да ги научите. Најстари зачувани текстови напишани на старословенски јазик се Асемановото евангелие, Зографското евангелие и Маринското евангелие. Одговорете со да или не на поставените прашања. Дали знаеш како се вика лекцијата што денес ја учевме? Дали знаеш од кој јазик потекнува македонскиот јазик? Дали знаеш кој бил првиот литературен стандарден јазик за сите словенски народи? Дали знаеш од основата на прасловенскиот јазик колку поголеми словенски јазични групи се оформиле? Дали знаеш во која словенска јазична група припаѓа македонскиот јазик? Ако вашите одговори се да, тогаш вие немате никаков проблем во разбирањето и учењето на оваа лекција. Истражување за дома. Побарате на интернет текстови напишани на старословенски јазик и проучете ги буквите. Одберете 5 збора од тие текстови, препишете ги во вашите тетрадки за домашна работа и напишете што значат. Верувам дека ќе ви биде интересно. Овој час го завршуваме со една прекрасна мисла за јазикот на нашиот познат македонски автор, кодификатор, академик Блаже Коневски. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе можеме да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Ви честитам на знаењата. До видување!